Што всушност значи ова мрежување е поентата на моето денешно излагање. Значи, од формален аспект, ние сме вмрежени и мобилни. Што вели статистиката? Многу тешко, како што рече. Се доаѓа до статистички податоци. Јас, по прилично долго барање, дојдов до еден статистички податок на Институтот за статистика при УНЕСКО, Канада, каде што се мери општата мобилност. И вели, тука се изнесува податок дека мобилни студенти од Македонија има 5166, што се 0,1% од вкупно мобилните студенти. Има уште еден податок, колку студентите од надвор доаѓаат во Македонија, бројка околу 1000, се движи околу 1000, меѓутоа за таква бројка веројатно нема мерна единица, па е напишана 0 мобилност имаме во влез во Македонија. Слични се бројките и за мобилноста на професорскиот кадар. Најдов уште една статистика на Erasmus Mundi за 2010 година. Тоа е програма за Западен Балкан, за мобилност на професорскиот и студентскиот кадар од Западен Балкан. И за 2010 вака стојат, јас би ги прочитала бројките сами по себе се индикативни. Значи, Србија конкурирала со 521 едно барање за мобилност, добила 92, Босна 165 добила 33, Хрватска 136 добила 21 мобилност, Македонија имала барање за 124 мобилности, добила 17, Црна Гора 133 добила 31, Косово 99 добила 19, Албанија 92 барања добила 16. Значи, помалку остварена мобилност од Македонија има само Албанија, меѓутоа кога ќе се земе па процентот дека македонците многу повеќе аплицирале за мобилност од албанците, а добиле многу мал процент на мобилност, сепак се прашуваме што тука не е во ред, што е, зашто не ги исполнуваме условите за мобилност. Значи, она на што, тука ми е поентата, она што јас сакам да го посочам тука е да ги проследиме механизмите зошто и кога се остварува мобилност, не станува збор за или мреженост во проекти, на крај резултатот е слаб истражувачки капацитет. Значи, кога мреженоста и мобилноста даваат резултати? Според мене има 3 клучни фактори. Тоа е учество, значи самото учество во проектите, партиципативноста и тука, или можеме да речеме, немаме забелешки, ние учествуваме. Меѓутоа, втората компонента е репрезентативност и делегирање. Значи, не станува збор за било какво учество, него учество на компетентни лица. И бидејќи станува збор за делегирање, главниот акцент е на дисеминација на знаењето и искуството. Мислам дека Република Македонија тука се сретнува со сериозен проблем. Дури кога се остварува мобилност, дури кога сме мрежени, ние тоа знаење и тоа искуство некако си го приватизираме, си го сметаме за лично. Па од таа мобилност профитираат можда поединци, ги зголемуваат своите капацитети, ама за едницата во целост секако не. И третата компонента е долгорочно планирање и долгорочни цели, кои што во еден затворен ваков систем секако дека не можат да бидат искуства со кои можеме да се пофалиме. И всушност на овој начин и вмрежувањето и мобилноста се цел сама за себе, а не алатка со која што ќе се решат одредени проблеми. Од друга страна, ако се навратиме на статистиката и се запрашаме зошто па имаме во Република малку мобилност, зашто не доаѓаат странски студенти во Македонија,
од една страна можеме да речеме дека можеби имаме неатрактивни програми, што индиректно пак е врзано со мобилноста, значи немаме меѓународно препознатливи програми. А од друга страна, секако ќе речеме дека можеби станува збори за бариерата со јазикот. Фактор кој што не е многу валиден, ако се знае дека со законот од 2008 се донесе задолжителност на предавање на англиски јазик, а ситуацијата си остана сосема иста. Значи, ние влез на нови странски студенти со тоа што имаме програми кои што се предаваат на англиски јазик, немаме. Значи, станува збор за една насочна мобилност, значи, од Македонија кон Западна Европа. Веројатно дека ваквата неповолна ситуација не е незабележана и од одговорните. И јас што успеав да најдам во законот е центрите за изворедност, кои што беа составен дел на законот за наука во 2008 година и на кои што посебно им се посветува внимание од страна на министерот, актуелниот министер Панча Кралев, кој што ги актуализира повторно овие центри на изворедност и цитирам, нели се предлагаат со цел примена на европски стандарди и критериуми и како мерка за ефикасност во креирањето на политики за развој на научно-истражувачката дејност во Македонија. Значи, со стекнувањето на статус изворедност, дали на центри или на поединци, според министерот Кралев би требало да представуваат значаен стимул, цитирам од предлогот, за ориентирани истражувања, вмрежување и соработка со водечки европски и светски истражувачки центри. Исто така ја стимулира и меѓународната соработка, иницира заеднички истражувања насочени кон специфична проблематика и подобрување на македонските истражувачи во проектите на Европската Унија.